Цените во американските супермаркети се уште се високи, но вкупната стапка на инфлација е пониска од минатогодишната. Невработеноста е на ниски 3,5%, а платите растат. Федералните резерви на САД ја зголемија референтната каматна стапка 11 пати во последните 17 месеци, поставувајќи ја на највисоко ниво во последните 22 години за да ја спречи инфлацијата, која пред една година надмина 9%. Председателот Џо Бајден вели дека подобрувањата се должат на Бајденовата економија. The strongest economy in the world. The highest job satisfaction in 36 years. Our inflation rate has dropped to the lowest among major economic nations in the world. Сепак, повеќето американци едноставно не го гледаат тоа. Според најновата анкета на ИПОС, 56% од американците не го одобруваат начинот на кој Бајден се справува со економијата. 69%, вклучително и повеќе од половина од демократите, велат дека економијата сега е полоша отколку пред 5 години. The president isn't really able to connect with people to communicate some big legislative wins like the Inflation Reduction Act. There's a disconnect there. Анкетите покажуваат дека повеќето американци не се запознаени со различните закони насочени кон подобрување на економијата што ги потпиша Бајден, но тие се запознаени со високата инфлација што ја доживуваат повеќе од една година, прашање за кое велат дека е наитно во САД. Она што е поважно за американците од така наречената Бајденомика е тоа колкава сметка на крајот ќе платат на каса. Со приближувањето на претседателските избори во ноември 2024 година, за десетици милиони гласачи, правата на абортусот, контролата на имиграцијата, криминалот, војната на Русија во Украина и секако, најважното, економијата и трошоците за живот, ќе зависи за кого американците ќе го дадат својот глас. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.